Те чекам 2 сати веќе. Има работа. Што бара оние двајцата од мене? Се распрашуваат за Рио. Што? Рио ја напумпал сестрата на едниот од нив и исчезнал. Мислат дека избегал само за да не ја земе за жена. Па не ли им рече дека нема врска со Рио? Разбрале дека пред извесно време си разговарал со Рио. И прашуваат дали знаеш каде е сега. Кој од вас братот на Джемиле? Јас. Заради сепсата и голем губиток на крв. Жал ми е. Доцна ја донесовте. Навистина ми е жал. Еј, случајно немој да бидеш шпион. Да идеш кај Шина да кажеш дека бевме во бар. Не кажувам Жими, мајка не кажувам. Дај се една цигара, ајде. Немој, ќе те тепам да знаеш. Ќе ти дадам цигара, ама немој да правиш нешто да идеш... Нема проблем, бе, ти викам, тепај ме. Ако кажам, тепај ме. Ај, ќе видиме. Зашто ја ги мрзнам шпионите, да знаеш. А ти? Колку донесе денеска? Товар 10.000 лири. Мене ли мајмуна ме правиш, бре? Со 80.000 ми идеш. Дилеа еден. Гледај, бака. Со зуби ќе те колам. Да знаеш, уште еднаш ако те видам. Што се вртиш, бе, пичка ти материна, не? Што направи, бе? Што направи? Не се мешај. Бе. Маму, тива! Што правиш, Мари? Сакаше да ми сакатилема, а? Сакаше да ми гори стомакот како на Садри. Ќе те убијам еден ден за ова да знаеш. Куравте, минчте, куравте, карате, курав. Кому, бре, ти? Кога ќе го убити, маму, тива? Доја ќе те заколам. Ти добити материна своја. Што роба треба да однесеме? Икона. Една. Што? Една. Не заебавај. Како сакате? Не заебавај, Ристо, опасно е. Колкава е таа икона? Tenasium na ekotero velma caro velma mokera mechave Tenasium na ekotero velma caro velma mokera mechave ai rovale chavale tu me vaquera kai mangava me chorore urde chaven chave.
Pirav mange chororo Me chavenge merova Marolenge te Marolenge te ana te nasiu na ekotero velma caro velma mokera me chave ai robale Chavale tu menge me vaquera Kaimangava me chorore Urde chaven Не очекувавме дека одењето на автопазарот е всушност договорена средба меѓу Араб Баба и неговиот стар пријател Ристо Кавџиеш, познат шверцер, осудуван 3 пати, кој за последниве 5-6 години сметавме дека се повлекол и дека повеќе не е активен во подземјето. Оваа средба покажа токму спротивно. Ристо е близок соработник на Араб Баба. Му помага во изнаоѓањето на нови деца и во поново време договорил префрлување на 3 немажени бремени девојки во Италија, кои за одреден хонорар требало да се породат во Италија и да ги остапат децата на родители без деца. На 22 март оваа година Ристо контактирал со двајца нови луѓе. Тоа се Шабан Омеровски, по професија возач, неосудуван, и Аки Селимовски, невработен, неосудуван. Нивната средба во чајџелницата не беше случајна. Веќе следниот ден, вечерта, односно сношти, почна акција, а тоа е припрема за бесправно пренесување на икона од 19. век, украдена минатата година во црквата во село Сопиште. Иконата е исечена на 5 парчиња и е скриена во специјален бункер во спалното купе број 5, вагон број 5, во возот што се обраќа денес во 14:30 часот за Трст. Во раните утрински часови наша екипа стручњаци ја замени оригиналната икона со слична, која е изработена во рекордно време и ставена на местото каде што беше нивната икона, односно во бункерот на купето. Сепица на позиција. Дали ги имаш? Ги имам. Јасно.
Що прежде? Ти ядам. Чекай, бе. Само što trnama, a ti već i jadeš. Pa gladен sam se nervirao. Ама nervinim bez to jadenje treba da trzani traje, bе. Znam da. Слушай, кое е това писмото, što ни го даде Ристово? U džep. Дай го. Дай вамо, кај мене е посигурно. Па ако го изгубиме, жал е пътувањето. Сакаш суджук? Остави флаша да болje, бе. Гледаш дека не можеш на ноги да стоиш. Не ми се мешай, бе. Нема да ти се мешам. Само да те прашам една работа. Што ти требаше вчера тоа со чашите, беше ти мајка? Со духава, бе. Мој проблем. Ако. Твој проблем. Само со тоа нема ни една работа да решиш у животот. Само себе ќе се заебеш. И себе се уништуваш. Се казнувам, брате. Се казнуваш. Знаеш. Знаеш зашто? Затоа што се плашам. Ете зашто. Цаци, ти не се плашиш. И не си коркач. Да беше тако вчера, немаше да правиш ваков лов. У тоа работата, бе. Јас се плашам од секој човек. Уствари, јас се плашам од луѓе. Уште како дете ме тепале, ме бркале, ме псуеле. Со бегање сум дошол до... Ашина ме зимала како свој рамен у себе. Колку сум јас сакал. Сум бил како куче. Бизнисот цветал, сме работиле со деца. Прљава работа, али буд парела. Кади се лома не више, брат.
Сум имал и план. Пуштам ек по ек од децата, дека бегаат. А што не си ги пуштам? Се заебав. Усметка. Ја ќе пуштам едно, ара баба, 5 комада, нови. И колку деца прошли тука кај тебе во кампот? Пинда. Си каден. Како хаве. Те чоре, те марету. Знаеш сега што? Не можеш да ги вратиш у прав пут. Кај те джа, кај те пире, те марипу против закон. Браво. А, лафи вера, бе. Многу бе работи си ѓуча. Не, у тоа страшно тоа. Тие доаѓале гули, буси, гладни, продадени од роднини за пари. Тоа не може да го забораат деца. Се уморен. Секој пат, кога нешто мислам, се уморен. Што ти е тоа, бе? Кој е ова? Италијански у 100 лекции. Како најлакше да се учи италијански? Од кај дигна? Ебе, не ја дигна, филе. Па кој ќе даде? Братучет ми овој, Реджеп. Да ми умриш ти. Он ми кажа, вика, книгава. Ке научиш одма италијански што ти треба. Па што ќе му не Реджеп италијански? Како што ќе му е? Он патува, иде од Трст горе. Службено патува, трговачки патник, му треба винтјагни, фармерки, кафе, чадор. Швец се вика, да, па да. швец. Бе, па шверц. Ви научи, а? Научи. А од да му е? Научи. Ти треба бе јазик у животот, бе. Например, сакаш вода да побраш, вода, не знаеш од каде. Не знаеш како. Види. Што да видам? Види како се вика вода на италијански. Вода. На В, така? На В. Воденица, водолија, вода. Вода, аква. Како? Аква. Аква? Аква. Ква. Не бе, аква. Како жабите, ква. Не е тешко. Не бе. Идемо дале, ајде. Фала за јадењето, што ми остави се бајли. Нема зашто. Сакаш уште? Не. На пари? Ти треба да? И што има? Рио, не треба ништо више. Рио. Мангеја ти да си имаш своја кампина? Свој камп, а? Да, бе. Зашто ми мене камп? Ќе ти бидам помошник. Еве, сад си ме научи да возам мотор. Пукам со спиштол. Еве ќе иземеме децата, ќе земеме Тони, Амди. Сите деца ќе иземеме на шина. Тие мене ме слушат, нема да ни прават далавери. А? После ќе ми помогнеш да го грабнеме Шемси од Зеко. Слушај, Джани. Кажи. Ти знаеш добро да збориш италијански, нели? Еј, Шемо. Io tutto parlare italiano. Tu capisci italiano? Добро. Сега слушај ме добро. Идеш сега у град. И на првиот пандур што ќе го видиш, ќе му кажеш дека утре у мотелот ќе има свадба. И ќе му кажеш се кои луѓе ќе бидат таму. Разбираш? Што ски да кажам, бе? Така. Зошто?
Едино тоа може да ве спаси тебе, Шина и сите овие деца у камп. Разбираш ли? Не разбирам, бе, зашто да кажам? Затоа што сето ова е страње. Живеете како аргати, бе. Не сакам да слушам, бе, ајде. Слушај бе што ти кажувам. Ќе го правиш ли ова работа или не, а? Мукма, бе. Не Були, сакам. слушаш ли, бе? Мукма, бе, мајмуни. Не сум ја шпион, бе. Булаш си ти, бе. Ти гомно си бил, бе, море.
Sulу, бе. Абе, зашто сте го донели овде, бе? У болница сте требале да го носите, бе? Ти, бре! А него више никој не може да му помогне. Сарбе. Абе, чувари, куѓали. Чувари? Абе, ова Италија? Ништо не рочите? Да, бе. Ја другачија замислав ова. Бе, ја исто. Ehi, come sta, amici? Тебе те прашу, одговори на човекот. No capisco. Но капито, бе. Ah, perché? Perché Italia? Business? Shopping? Turisto? Те прашува како се викаш, кажи му. Ио сум Лаки. Лаки. А ово е Шабан. Шаби. Лаки, Шаби. Капито? Остај го, ајде. Ајде да се сокриеме време, ајде. Што ме гледаш, бе? Scusate, scusate. Amici! Amici! Io collega! Amici! Io collega! Што е, бе? Што сакаш, бе? Ај мрш! Мрш, бе! Мрш, бе, пуљаш, бе! Мрш, бе, курав, те му леки! Мајко, бе, мајко ти имам! Мрш!
Io penso che è meglio se ci andiamo a un altro posto dove è molto più allegro adesso. Va bene? Sì. Kolega Giancarlo predlaže da mi sada krenemo na jedno drugo mesto gdje je veoma veselo. Na drugo mesto? A da, dobili smo informaciju od jednog vašeg dečaka. Naime, radi se o svadbi na kojoj su prisutni molti padroni kampova iz Trieste e Milano. Naši ljudi su već tamo i čekaju naš dolazak. A ovi ovdje? Naši ljudi će motriti na njih. Andiamo? Andiamo? Prego. Io amico Risto Jugoslavija. Risto Skopje. Risto Jugoslavija. Skopje. Proszę. Pismo. Proszę podać. Proszę uprzejmie. Proszę uprzejmie wchodzić. Proszę. Proszę. Izvolite. Izvolite, ja Adam Grzeżywicki, bardzo mi miło. Adam, proszę usiąść, proszę. Proszę panowie. Ja Polak, znam malo vaš jazik. Sada živi ovdje, Trieste. Risto moj amigo, prijatelj. Mi zajedno bili, kako se kaže, arešt. No, razumijete, arešt, Padinska skela, no, arešt. Zatvor. Si, bravo, zatvor. Dobrze? Czego wypić? Trinkę. Trinkę. Aqua? Mangiare? Ne. Mangiare, ne. Mi kako da kažeme? Kaži mu na naški gdje te razbere kako. Mi došli... Barame traži šina. Šina? Šina. A gdje je roba, tovar? O, dobrze. Zobaczę. Polako. Dobrze. O, święty Mikołaj. Ne, Risto go dadeva. Bravo. Dobrze. Dobrze. A šina? Gdje je šina? Šina danas svadba. Čija svadba? Kakva svadba? Grande svadba. Wielka svadba. Svi moji amigo danas svadba. Ja ne voli vaše svadbe. Muzika mnogo glasno. Ciganska muzika. Si. Gdje je ta svadba? Svadba, motel Julija. Julija? Prašaj ti nešto ne? Ne zajebavaj, prašaj go ti koliko je daleko. Koliko je daleko? 20 kilometrov. Koliko? 10. 20 kilometrov. 20 kilometrov. Ti, nas, Laki i ja, odvest šina? Okej. Može. Amo odmah. Ja samo preobuče. 5 minut. Dobro. 5 minut. Dobrze? Dobro. Šina. Šina prvo.
Каза Ване од Милано, му честита на младите, му полу $1000. Tutto a posto? Fino adesso. Sì, signore. Franco, spiega al signore com'è la situazione. Ima ih oko 300 ljudi, plus 20 stražara. Mi smo postavili svoje ljude tako da niko ne može da izađe iz blokiranog kruga. Ali problem je u tome što ima puno djece. Ne smije da dođe do pucnjeva. A zato ćemo sačekati dok se raziđu, tako ćemo ih lako pokupiti. They
robam, moka mi pe. А сега Ганата Земо подарува $1000. Ajde, Jaša, opa! Мефо, брат, кај си, бе? Гледаш што личе? Маша сум сај, модело, кожулја којава сум се прави. И менđуша стај. Нема што да правам кампан. Кога мислев на тебе и се бушев. Кога си пораснал, еј, ајва. Ще ми те нешто ке ти кажам, брат. Ке бегаме од тука. За саат време тука се наоѓаме. Каде ќе бегаме? Како бе каде ќе бегаме? Дома. Ке се враќаме дома, бе, будала. Ја не сакам да се вратам дома. Како би личиш да се враќаш дома? За тебе све сум го правила, бе. Ајде, не идем. Ке живееме како луѓе. Ја ке се запослам. А ти кидеш у школа како сите деца, бе, брат, како сите деца, разбираш ли? А ја дедо ќе му помагаш. Ме слушаш? Специјално за газата Зеко и газарицата Шина едно танго. Молим, музика! Вика за свадба. Добра свадба, а? Не веруваше дека ќе дојдат толку газди, а? Да, ти кажам право, газда Зеко и не верува. Сега гледаш кој е газда Зеко. Гледам. Газда Зеко е главен. Газда Зеко е газда над сви. За тоа газда Зеко ке си го праша малку Стојко малце, знаеш? Не буди тврдоглава. Пружам ти руку. Ја земам Шемсије за сна за да се ородиме. За да будеш под мој заштиту. Не ми треба мене никаква заштита, газда Зеко, од никој. Ке ти треба. Ке ти треба. За твоје добро говори. Ти ќе имаш своји реони. Ти живееш богато. Само да бидеш под моју заштиту и да ме слушаш мене. Слушај, газда Зеко, да ги оставиме тие заебанци. Да ми кажеш ти мене кога ќе ми ги даеш парите за Шемсије. Какво пари?
Знаеш ли колко вреди една ваква свадба? И за тоа ич не ме заболе колку вреди да ти кажам право. Ти си се пазаритме. Да ми ги даеш друга половина од парите и готово. А ако не ти ги дадам? Па има лек газда, зеко ке си ја соберам шемсие, па нек пукне брука. Знаеш дека ми се свиđат вакви женски као тебе. Темпераментна, вруча си. Слушај, знаеш дека јас сум ти фрлил мерак тебе уште као девојче. Кој татко ти те носеше на пристанище? Не сери газда, зеко, разбираш. Да ми ги даеш парите и готово. Полека, бе, Злато, полека. Ке ти ги дадам. Ке ти ги дадам. Има време. Eno ih ona dvojica iz voza. Dolazi. Franco, ma là se succede qualche cosa, andiamo. Ара, баба! Тука ли си? Ара, баба, излези, јас сум Ристо! Здраво, Ара, баба! Што бараш? Не знаев дека ваква куќа си изградил. Убава е. Нели ти реков да не довеѓаш овде? А кога ќе се сетам како ти одеше карта таа вечер? Слушај, ти си се начукал како свиња, бе. А? Не, не сум. Ништо не сум пиел. Ајде, влези внатре. Не сум за влегување, ми се брзна. Каде, бе? Те чека. Те чека?
Кој? Готово е, Араб баба. Знаат се. И за иконата, и за децата, и за се. А сега? Кај ќе одиме сега? Кој кај сака? Ја немам кај да идам. Останувам тука. Кој со мене ќе ја земам? Што ќе живееш? При кулката на шина остана кај реката. Таму се и шаторите и моторот. Ќе префрлам на некое друго место да не ги најдат карабинерите. Правам своја кампина. Ќе крадам бе, ќе просам као до сега. Али све останува за мене. Патрон? Свој газда? Кој е со мене? Јас сакам да си одам дома. Шукар. Кој е со мене? Ајде, нека манцар.